Низ игра со бројки, пари и фискални каси, учениците од основните училишта започнуваат да учат што се даноци, како се пресметува, пријавува и плаќа данок, но и како функционира управата за јавни приходи. Проектот Фискална едукација стартуваше во основното училиште Браќа Миладиновци во Аеродром. Вие треба да им продадете производот. Значи треба да видите цената што ви ставена за производот, да наплатите, да издадете фискална сметка и да го евидентирате прометот. Целта е преку оваа активност децата да развијат вештини и навики од нивната рана возраст, за да бидат подобро подготвени за финансиските предизвици во животот, вели директорката на УЈП Елена Петрова. Сега одиме чекор понапред и фискалната едукација на млади ја симнуваме и во основните училишта. Едукатори од УЈП, заедно со наставници од основните училишта, ќе работат со децата, со учениците, на еден забавен, интерактивен начин, со интерактивни, креативни игри и задачи, да им пренесат како се собираат даноците, како се трошат парите од даноците и дека фискалната сметка не е обично парче хартија, туку тоа е еден символ на заеднички придонес на сите нас. Подршка за спроведувањето на проектот дадоа и од Министерството за образование и наука и Општина Аеродром. Управата за јавни приходи, преку нудењето на експертизата на своите вработени, денеска ќе придонесе кон значајно градење на понапредни, информирани и финансиски едуцирани ученици, кои што ќе ги сватат подобро механизмите на современото општество и со самото тоа ќе придонесат кон негов одржлив развој. Овозможија да се спроведе ваков значаен проект за прв пат во основните училишта, не само во Аеродром, туку во Република Македонија, кој што ќе има и tekako позитивни ефекти врз градење на иднината на најмладите. Управата за јавни приходи континуирано врши едукативни работилници преку проектот Фискална едукација на младите, со кој основците и средношколците од цела држава неколку години поред имаат можност да добијат појасна представа за тоа што представува данокот и која е општествената придобивка од плаќањето на даноците.